Добро вечер во емисијата 360 степени на Алсат. Ресорот транспорт и врски во овој период е актуелен поради неколку прашања. Едно е спорниот детален урбанистички план за просторот кај Holiday Inn во Скопје и можноста за негова суспензија. Потоа договорот што произлезе од лидерската средба Заев Мицкоски во собранието да се донесат измените и дополнувањата на постоечкиот, но да се изгласа и нов закон за легализација на дивоградби, со што рокот во кој би можел да биде изграден нелегален објект што би бил предмет на легализирање се поместува од март 2011 на октомври 2019 година. Транспорт и врски се актуелни поради подпишувањето меморандум со американско-турскиот конзорциум Бехтел Енка за изградба на неколку автопатски делници во земјава, без тендер, туку со директен договор со фирмата, чии проекти во регионов патем ги следат серија скандали. На овие теми вечерва ќе разговарам со министерот за транспорт и врски Благој Бочварски, кој во изминативе 8 месеци шефува со овој ресор, откако речиси 3 години беше градоначалник на Штип. Пред интервјуто, реклама. Гледате 360 степени. Неодамнешната лидерска средба меѓу Зоран Заев и Христијан Мицкоски покрај договор за одложување на пописот, гласање со отпечаток на прст веќе на локалните избори, деблокада на петтиот пакет антикризни закони, актуализираше уште една тема – легализација на дивоградби. Премиерот објави, а лидерот на опозицијата подоцна потврди дека се согласиле во собранието да поминат измените и дополнувањата на Законот за постапување со бесправно изградени објекти, доставени од владата во јануари оваа година, со кој рокот на важност на законот, кој патем истече на 3 март, се продолжува за уште 5 години, со објаснување дека постојат нерешени тековни предмети и предмети во жалбена постапка. Исто така, Заев и Мицкоски се договориле во парламентот да помине и целосно нов закон, предложен од владата во декември 2019 година, со кој се овозможува легализирање на дивоградби изградени заклучно со 1 октомври 2019 година, што е поместување на критичниот датум за цели 8,5 години, со оглед на тоа што според актуелното законско решение се легализираат дивоградби направени до 3 март 2011 година. Добро вечер и добре дојде за Благој Бочварски. Добро вечер и благодарам за поканата да бидам дел од вашата емисија. Дали пораката е почитувани граѓани и гласачи, нема потреба да гласате легално, затоа што еден ден ќе ви ја легализираме дивоградбата? Апсолутно не. Пораката е дека со новиот закон кој што е во собраниска процедура за бесправно изградени објекти, еден од критериумите за да се доведе до правен статус тој објект е да се платат и пенали, со тоа што тие пенали се 50% поголеми отколку што се комуналиите во матичната општина каде што се наоѓа објектот. И јас одма ќе ја направам паралелата, ако во Скопје или во некоја друга општина имаме комунали кои што се 100 евра за метар квадратен, тогаш некој кој што исполнува критериуми и услови, доколку аплицира, ќе треба да плати 150 евра за метар квадратен, многу повеќе отколку што се редовните комунали, и целта е да го одвратиме од намерата да никогаш повеќе не влезе во ваква постапка заради тоа што ќе плати повеќе, тоа се казнени пенали, и ова е еден од начините да ставиме обрач и да ги затегнеме овие постапки, да не може да се повтараат или да се намали ваквата состојба каде што ни се јавуваат вакви бесправно изградени објекти. Имајќи предвид дека првиот закон за бесправно изградени објекти беше со плаќање на комунали од 1 евро за метар квадратен, споредбено со ова 150 евра, доколку комуналиите се 100 евра во одредена општина, е голема разлика, за 150 пати поголема. Голема, но сепак на крај беззначајна, споредена со пораката, општата порака која што се праќа до граѓаните, а тоа е дека можете и нелегално да градите, па дури еве по овој датум, кој што беше критичен порано 2011 година, а на крај објектот да ви биде легализиран. Сепак сега правите огромно поместување, за цели 8,5 години го поместувате критичниот датум. Каде го гледам решението на сите овие состојби кои што ги има во минатото во државата и ги имало и пред 2011 и денеска и ќе продолжат веројатно додека не создадеме услови да се запрат или да се намалат ваквите состојби. Првиот аспект е, како што кажав, казнените пенали. Вториот аспект е урбанизацијата и новиот закон за урбанистичко планирање кој што ќе даде можност за урбанизирање на средините, за
поголема капацитетност на општините да можат брзо да носат урбанистички планови, а при тоа да ги одвраќаме луѓето да влегуваат во вакви постапки на бесправно изградени објекти. И третиот и многу важен, за мене можеби најважен аспект е билдањето на капацитетите на инспекцијските служби. Тоа го започна оваа влада преку покачување на платите перманентно во неколку години на инспекторите, на градежните инспектори и на локалните, секако и на овие кои што се на ниво на држава, така што многу важно е да ги зајакнеме инспекцијските служби, со тоа веќе ќе ставиме ред, но факт е дека такви објекти во државата постојат и треба да реши оваа држава. Дали ќе ги решава проблемите или ќе ги става под тепих, кога на крајот на денот тие ќе станат и голем проблем. Нема да кажам истина, слични пораки слушавме и кога се носеше претходниот закон, дека се носи сега еднаш и крај, понатаму нема да има такви појави. Сега слични образложенија слушаме. Например, не е само прашање дивоградбата како дивоградба. Затоа што постоење на некаков објект подразбира пристапен пат до тој објект, подразбира водовод, подразбира да имате, не знам, струја до него да донесете и така натаму. Така што не е само дивоградбата сама за себе. Апсолутно, јас и бев градоначалник и ги знам сите тие состојби. Кога се става во правна рамка или се легализира еден објект за 1 евро од метар квадратен и тогаш имате објекти кои што се легализираат за 100 евра, 150 евра, ако тоа се објекти од 100-150 метри квадратни, тогаш општината не прибира воопшто средства за да може да ги реализира сите овие инфраструктурни прашања, а проблемите после тоа надоаѓаат. И доаѓаат граѓаните и прашуваат кога ќе ми изградите улицата, водоводот, канализацијата. И тој проблем со новиот закон го отклонуваме заради тоа што ќе се платат повеќе од средствата кои што се плаќаат за редовни комунали, и со тоа општината ќе си ја земе и обврската да ја изгради потребната инфраструктура. Инаку во овој закон, со овој закон ние сакаме да решиме и национални прашања. Вие знаете дека во минатиот период по првиот закон за бесправно изградени објекти се решија голем број на национални прашања, општински објекти, државни проекти кои што биле изградени во некое време под сите редовни постапки и услови, но во тоа време не постоел катастар, не постоеле овие закони, не биле впишани овие објекти како постоечки и ние со овој закон успеавме да ги ставиме во една правна рамка и да ги впишеме како имот на државата на општините. Тоа се далеководи, не знам, водоводи, канализации, школи, градинки кои што биле изградени под редовни постапки во тоа време, 80-тите, можеби 90-тите, но не биле впишани во катастар, така што се решија и голем број на прашања со овој закон. Во причините за носење на новиот закон пишува од страна на заедницата на единиците на локалната самоуправа, укажано е дека во поголем дел од општините евидентирани се бесправни градби кои се изградени по 3 март 2011 година, кои не се предмет на постојниот закон и треба да бидат отстранети, што ќе предизвика дополнителни административни постапки и трошоци за единиците на локалната самоуправа. И ова е единственото образложение во делот на причините зошто се носи овој закон, дополнителни административни постапки и трошоци на единиците на локалната самоуправа. Може ли редот да зависи од ова? Тоа е еден од аргументите. Јас еве неколку аргументи наведов сега во ова интервју, но секако дека аспектот на постоењето на ваквите објекти и несанкционирањето, бидејќи голем број од општините и немаат градежни инспектори, тие со партнерство или меморандуми за соработка помеѓу општините склучуваат за да можат еден инспектор од една општина да повремено оди во другата општина и да биде надзор врз таквиот тип на објекти, е проблем кој што реално постои. Овие служби, овие лица, овие стручни, да речем, луѓе ги нема во државата или се многу малку и се соочуваме со ситуации да не можат да навремено ги уловат сите такви состојби кои што ни се јавуваат по општините. И такви објекти се создавале и ќе се создаваат, но ние мораме да правиме се за да тоа го сведеме до минимални рамки или граници за да не експандира таквата појава. Така што сметам дека ова решение треба да се донесе со едно пошироко мнозинство, со консензус, со соработка со повеќе политички партии, со опозицијата и со власта во собранието, за да можеме да имаме и поголема поддршка, бидејќи законот реално е потребен, но не да биде донесен на мускули, туку буквално низ дебата. Така и беше најавено посредбата Заев Мицкоски
Мицкоски дека наводно е постигнат политички договор меѓу власта и опозицијата. Имате некаква проекција кога може да се изгласаат овие закони во собранието? Па видите, Комисијата за транспорт и врски во собранието ја води представник пратеник од опозицијата, така што ние еднаш-два пати веќе разговаравме и кога ќе бидеме повикани секако ќе бидеме присутни како ресорно министерство. И по лидерската средба? Пред лидерската средба разговаравме и со координаторот на пратеничката група на ВМРО ДПМН и со неколку други пратеници, заедно и со координаторот на пратеничката група на СДСМ, за да неколку закони кои што стојат да можеме да ги одглавиме и да продолжат во натамошна постапка. Има информација дека наводно на таа средба Заев Мицкоски е договорено уште нешто друго, а тоа е еден вид на амнестија за носители на функции во минатото, кои што или се под истрага, па дури имаат обвиненија, затоа што биле дел од случаи со дивоградби, да бидат амнестирани. Такво нешто ви кажа премиерот, дека е договорено? Не, таква работа не знам дали е разговарана на таа лидерска средба, но секако кога се носи закон за ставање во правна рамка на бесправно изградени објекти до 2019, секако ги опфаќа и објектите кои што се градени во претходниот период, така што ќе биде и тоа тема на дискусија, треба да го отвориме како прашање во однос на сите објекти кои што се во постапка. Дали се тоа објекти кои што се изградени во 11-та, 14-та или 19-та година, треба да бидат рамноправни во пред законите, заради тоа што и нееднаквоста, нерамноправноста пред законите е нешто кое што е недозволиво, тогаш законот може да биде оспорен и на Уставен суд. Така што сите треба да бидат еднакви пред законите. Информацијата што ја имам е дека лидерот на ВМРО ДПМН е рекол дека на барање на еден нивен коалициски партнер од помала партија, дека треба да се донесат такви промени, кои што меѓу другото ќе значат и еден вид на амнестија за лидерот на таа помала партија. Немам јас такви информации, но секако ќе разговараме за сите амандмани, за сите постапки кои што ќе се отворат во собранието. Собранието е законодавен дом и добро место, форум кај што треба да се дебатира. За ова прашање како да е сигнал дека сепак нешто знаете. Не, апсолутно немам информации, но во моментот кога ќе влеземе во собраниска процедура, односно на дебата на комисијата, ќе разговараме за сите прашања, предлози на секој од пратениците кои што присуствува и учествува на таа комисија, така што предлозите ќе ги разгледаме внимателно и ќе носиме одлуки. Какви се гаранциите дека ова ќе биде последен закон за легализација на дивоградби? Сметам дека во моментот кога ќе увидеме како држава или како општество дека ваквиот тип на појави не се бројат со стотици илјади неизградени објекти во државата, туку се бројат на буквално во некој многу помал обем или број, тогаш можеме да кажеме дека треба тие објекти кои што навистина прекршиле закон, се изградиле, да сите општини, институции влезат во постапка и ги санкционираат. Се додека ние се бориме, а ќе се бориме и во иднина за да ги зајакнеме капацитетите на институциите, да можат да сами се справуваат со ваквиот тип на појави и конечно да ги запреме ваквиот тип на појави. Кажав неколку аргументи како влегуваме во постапката. Едниот аргумент е овој закон со кој што се плаќаат пенали, секако законот за урбанистичко планирање и зајакнувањето на инспекцијските служби. Сега сме без активен закон, така, без закон на сила во делот на легализација на дивоградбите? Стариот закон имаше важност од 10 години и навремено е поднесен во собранието од страна на владата за продолжување на рокот, заради тоа што има се случи до овој момент. До овој момент не е донесен, но е во постапка и секако сметаме, убеден сум дека треба да се продолжи заради тоа што тоа е една правна несигурност за граѓаните и доколку тој закон не се донесе може да настанат големи проблеми во општините, заради тоа што можеби вие сте поднеле едно барање за легализација и вашиот сосед, на вашиот сосед е решено неговото барање, објектот е ставен во правна рамка, а вашиот не стигнал на ред заради тоа што имала преобемна работа општината и сега законот го снемува денеска. Вие сте во една неправедна позиција пред вашиот сосед. Тогаш вие имате апсолутно право да влезете во некакви постапки да докажувате зошто вашиот објект не е донесен во правна рамка, заради зборот ми е дека заради продолжување на постапките и решавањето на старите предмети. Вашиот предлог е рокот на тој закон да продолжи за уште 5 години, така, за да може да се завршат сите тие постапки. Не за да поднесуваат нови барања, туку само да постапуваат. Постоечките кои што се во постапка или во жалбена постапка да завршат.
Реков дека една од темите по кои што сте актуелни е дупот за просторот кај Holiday Inn, или тоа е голем ринг южен дел, мислам дека така се вика тој дуп. Сакам на почетокот, пред да влеземе во дебата за евентуалните процедурални аспекти за кои што сте повикан како министер за транспорт и врски да одговарате пред јавноста, да ве прашам политички што е вашиот став за тоа дали таму треба да се гради или не. Политички ве прашувам. И знаете повеќе од кој аспект можеби. СДСМ во моментот ја има централната власт, и извршната и законодавната. Ја има градската власт, ја има локалната власт во општина Центар. Меѓу другото, ја доби особено локалната власт и градската власт на ехото на критиката за урбанистичкиот неред оставен од претходните власти. 4 години подоцна, или ајде, 3,5 години подоцна, речиси ништо од тоа не е решено. И сега на терен практично се случува реализација на тоа наследство од ВМРО ДПМН. Зошто, што е проблемот? Неефикасни сте, не знам сега, некадарни сте, не зборувам лично за вас како Благој Бочварски, туку генерално како власт, немате волја или сепак не знам, не сте били искрени пред граѓаните? Видете, во однос на прашањето на урбанизацијата, урбанистичките планови во општините, не може никој да очекува, и доколку некој во одредена предизборна кампања ветил дека сите урбанистички планови ќе ги замразне, па ќе донесе нови за 2, 3 или 4 години. А ако една општина од типот на општина Центар има 30-40 детални урбанистички планови, тоа е за мене едно ветување кое што не може да се реализира, да се сменат сите урбанистички планови, но јас сметам дека такво ветување немало од страна и на сегашниот градоначалник и градоначалникот на градот Скопје и од партијата СДСМ, туку дека ќе се работи со усул и дека појавите од типот на Скопје 2014 и таквиот тип на урбано силување на Скопје ќе го запреме. Сега имаше ветување дека деталните урбанистички планови ќе се усогласат со генералниот урбанистички план. Така е, но еве општина Центар се обиде на начин преку мораториум или замрзнување на сите урбанистички планови, имајќи во предвид дека сите урбанистички планови не можат да се усогласат или преработат или да се донесат нови за само неколку години. Тие сметаат дека треба да стои статус кво целата ситуација, додека не одлучи Уставниот суд дека тоа е неуставно да се донесе како одлука. Така што денеска новиот закон за урбанистичко планирање носи нови одредби и е многу потранспарентен, донесен од оваа влада, од ова парламентарно мнозинство, каде што дава и можности за да се пикираат сите точки во одредена општина, кои што се спорни или проблематични, и да се влезе во постапка на суспензија на краток рок, тоа се 6 месеци доколку се работи за дел од план, или 12 месеци доколку се работи за цел детален урбанистички план и во тој рок да се преработи тој план. И ако такви точки има во одредена општина, тогаш општината, доколку смета, може со таква одлука да побара мислење од страна на Министерството за транспорт и врски, потоа да се врати тоа мислење во советот на општината и таму да се изјаснат советниците, бидејќи сепак таму е одлуката. Урбанистичките планови се собственост на општините. Има различни толкувања на тоа како сето тоа треба да оди. Ве гледавме и вас, и градоначалникот Богдановиќ, дел од советниците во Советот на општина Центар во изминатите недели со тоа што може, што не може, што треба да се направи и така натаму. Сега градоначалникот Богдановиќ вели дека од една страна стравува да влезе во ваква постапка затоа што евентуално би требало да плаќа одштети утре, а од друга страна вели дека и да сака веднаш треба да тргне во постапка за изработка на нов детален урбанистички план, а тоа не може да го прави поради тоа што се уште не е на сила тарифникот за цените за изработка на детални урбанистички планови. Тука прашањето доаѓа кај вас. Владата има дадено согласно за тарифникот изработен од Комората на инженери и архитекти, но тој се уште не е на сила. Зошто? Значи, најпред да одговорам на првото прашање, дека за да се донесе суспензија на одреден урбанистички план, може секоја општина да побара во било кое време
во било кој момент со елаборат стручно изработен од стручната комисија за урбанизам на таа матична општина да побара од Министерството мислење. Ние во рок од 15 дена го даваме мислењето и се враќа назад, потоа се гласа во Советот за или против таквата одлука за суспензија на одреден план. Така што тука, согласно членот 23 од Законот за урбанистичко планирање, тоа е јасно пропишано. И вие таков елаборат се уште не сте добиле. Така, ние немаме добиено и секако јас не би прејудицирал, бидејќи сепак тоа е одлука на матичната општина, заради тоа што таа општина, дали се работи за Центар, за Битола, за Охрид или за било која друга општина, тие на седница на Совет носат планови, тие на седница на Совет можат да побараат да се суспендира некој план, така што одлуките се нивни. Во декември 2020 тоа што е донесено како заклучок, не е тоа доволна основа за градоначалникот да постапи онака како што Советот побарал? Во истиот тој прашалник тие поставуваат прашање до нас и сами кажуваат дека општината има намера да изготвува и да изработува елаборати за суспензија и да ги достави до нас, така што прашуваат која е постапката за да бидат информирани. Ние имаме одговорено на тоа нивно барање, но елаборат досега не е доставен, така што колку што знам, елаборати се изготвени и тоа не само за тој детален урбанистички план, мислам дека имаат готови дузина стручни елаборати за суспензија на пременувањето на деталните урбанистички планови, но еве, вие велите дека не се доставени. И градоначалникот го потврди тоа. Мислам, овде апсолутно не сакам да излезе дека ние си играме пинг-понг во оваа ситуација. Во моментот кога ќе добиеме и ние секако како министерство ќе постапиме и ќе дадеме образложение. Градоначалникот, ако не се лажем, имаше изјава во некој од претходните денови дека во наредните неколку дена ќе донесат одлука како општина, сепак тоа е нивна одлука, дали и кога и каков тип на елаборат ќе поднесат до Министерството за транспорт и врски. Од тој аспект воопшто ништо не е спорно, ниту за нас, ниту за општината, а во делот на тарифникот, кој што беше изработен од страна на Комората на властени инженери и архитекти, од страна на Министерството беше предложен до влада и помина на седница на влада, но потоа ние, имајќи во предвид дека со нашите стручни служби го анализиравме и заедно со Комората работиме на негово доусовршување заради тоа да не се створат одредени правни проблеми и пречки со тој закон, со нашите експерти, надворешни лица вклучени, за да биде доведен во една подобра форма и да биде објавен во службен весник. Пред тоа повторно уште еднаш ќе помине на влада, за да конечниот текст го имаме. Но зошто велам дека тој тарифник воопшто нема врска со суспензијата, заради тоа што суспензијата на плановите е постапка која што може да се тера, воопшто не е спорно, и дека додека не биде донесен тарифникот, така и во новиот закон стои, додека не бидат донесени подзаконските акти на овој закон, важат актите од претходниот закон. Така што општините и во овој момент можат слободно да си распишуваат постапки по претходниот закон, да си избираат компании според законот за јавни набавки за избор на урбанистички куќи кои што ќе планираат. Значи сакате да кажете дека тоа што го зборува градоначалникот Богдановиќ, тоа е дека законот го обврзува при распишувањето повик за изработка на нов детален урбанистички план да работи според тарифник, не е точно и дека тој може да распише набавка за изработка на нов ДУП според претходниот закон. Додека не биде донесен тарифникот, треба да се постапува по претходниот закон. Откако ќе се донесе тарифникот, ќе се оди според тарифникот. Сега, се јавува уште едно прашање кое што ние однапред веќе го разговаравме и со Бирото за јавни набавки, бидејќи во нивниот закон за јавни набавки стои дека сите постапки во државата кои што се некаква набавка ќе одат по законот за јавни набавки, но овој закон за урбанистичко планирање пропишува дека постапките за избор на урбанистички план ќе одат според законот за урбанистичко планирање согласно тарифникот, кога ќе биде донесен. Сега, за да не биде ситуацијата колизија помеѓу двата закони, ние веќе спремивме измени во нашиот закон за урбанистичко планирање, каде што ќе направиме усогласување со законот за јавни набавки. Но прашањето кое што се поставува апсолутно е во овој момент депласирано, заради тоа што прашањето на суспензија воопшто не се поврзува и не треба да се поврзува со тарифникот во овој момент, бидејќи опција и можност за избор на нова планерска куќа која што ќе работи на новиот план и во овој момент има, а откако ќе биде донесен тарифникот, ќе се работи по тој тарифник. Дали вие сте се соочувале со проблеми од типот на тоа стручната комисија на општината
да даде забелешки на предлог детален урбанистички план изработен од одредена планерска куќа, а таа да одбива да постапи по нив. Бидејќи за таков тип на ситуации сведочеа членови на комисијата од општина Центар за повеќе детални планови во општината. Вие како градоначалник сте се соочувале со такво нешто? Не, до сега таква состојба не сум видел и навистина ме зачуди и сегашната. Да, согласен ли сте со тоа дека има проблем сепак на тој план и дека планерските фирми се еден тип на адвокати на инвеститорите, без при тоа да водат и најмалку сметка за јавниот интерес или за параметрите поставени. Не само во деталниот урбанистички план или во генералниот урбанистички план, туку и во другите закони кои што ги уредуваат прашањата од хуманото живење, да речеме. Многу е важно прашањето на урбанизацијата и овој закон за урбанистичко планирање кој што е донесен и е на сила е навистина еден огромен исчекор напред во однос на транспарентноста, отвореноста, на изборот на компании кои што, односно планерски куќи кои што ќе работат на урбанистичките планови и на урбанизацијата. При тоа нема да биде овој аспект донесен во ситуација да се оди по најниска цена на избор на планерска куќа. Туку ќе заштитиме фелата и верувам дека со овој закон и овие постапки одиме во таа насока. Тежок е овој пат заради тоа што ние денеска како држава или како фела урбанизам, еве јас би сакал да наречем архитектура, градежништво, се соочуваме со сите проблеми кои што ни се донесени со урбанистичките планови од минатото, од тие ноќни седници на совети. И тоа се постапки кои што поминале, завршиле, тие планови се денеска на сила. И денеска имаме инвеститори кои што работат по тие планови. Ова што денеска го правиме, јас сум убеден дека бенефитот граѓаните ќе го видат после 3, 4, 5 години, заради тоа што денешното носење на плановите е сосема различно и диаметрално спротивно од тоа што се носело порано, со анкети, со јавни расправи, со вклучување на партиципативни тела во општините кај што ќе се вклучи јавноста, граѓаните. Отворено е се, нема што да се крие, но денешните проблеми, како случајот Holiday Inn, еве сами гледате се, планот донесен 2012 година, кој што е сега на сила и прави проблем денеска на општина Центар или на градот Скопје. Така што мора да укажеме дека не може се да укинеме кое што е донесено, но треба општините, затоа се избрани градоначалниците, да увидат каде се спорните точки, да влезат во постапки и да ги одработат сите тие проблеми. Пак кажем, 3,5 години имате апсолутната власт во државата и сега повторно се наметнуваат проблеми како резултат на тоа дека во меѓувреме ништо не е направено. Не во смисла на тоа се да биде укинато, како велите вие, туку барем да биде санирано. Еве, ова власт го донесе новиот закон со кој што ќе се санира и ќе се предвидат, ќе се пречекаат сите тие проблеми кои што можат да ни настанат, да ни направат проблеми во иднина. И заради тоа овој нов закон, а денеска веќе работиме и на нов закон за градење. Целосно нов, не овој кој што е со 25-30 измени во минатото, туку целосно нов закон и кога ќе биде донесен тоа е огромна реформа која што ја започнуваме, ќе докажеме дека се бориме за она кој што сме оветувале. Дали архитектот Бочварски, поранешниот градоначалник Бочварски има став што треба да се случува со просторот кај Holiday Inn? Од оваа позиција не би сакал да дискутирам за да не во однос на мое лично мислење, за да не придонесам да влијам на одредени постапки. Сепак сакам стручните луѓе, оние кои што си ја водат општината, заради тоа се избрани, не заради тоа архитектот Бочварски или министерот Бочварски да одлучува за деталниот план на општина Центар, и кога би дошол таков елаборат за суспензија во министерството, нема да одлучува Бочварски, туку ќе одлучува стручна комисија, за да не при тоа влијае политиката во однос на овие прашања. Секако мојот став генерално би сакал да го кажам е дека урбанизацијата треба да продолжи согласно потребите на општините. Тие ги знаат најдобро потребите на нивниот град, на нивната општина. Дали таа општина треба да се шири во една насока во делна урбанизација на индустрија или во делна урбанизација на објекти од стамбено домување.
сите потреби ги знаат и најдобро ги чувствуваат општините, градоначалниците, советите и така треба и да работат. Тоа е начинот на кој што ќе работат и ние треба да ги следиме нивните постапки, ставови и мислења. Заради тоа се избрани и заради тоа сме тргнале од како држава во децентрализација. Да не впрочем од Скопје се одлучува за Гевгелија или за Битола, туку тамошните општини, матичните општини кои што се најблиска власт до граѓаните да одлучуваат за тие постапки. Добро. Да видиме како ќе се развиваат работите. Вие предпоставам дека сте во комуникација со локалната власт во центар. Имате најави дека брзо ќе добиете елаборат? Одлуката е нивна. Јас секако имав и една средба со градоначалникот на општина Центар, но пак ќе кажам, не би сакал да преюдицирам за да не се створи слика во јавноста дека јас нешто барам елаборат или барам да биде доставен или барам да не биде доставен елаборат. Апсолутно, одлуката е нивна. Во моментот кога ќе одлучат да достават елаборат, ние веднаш ќе постапиме. Тоа е нешто кое што законот ми го дал како право и тоа ќе го почитувам. Добро. Бехте ли ЕНКА, Американско-турски конзорциум? Вие присуствувавте на подпишувањето на меморандумот со оваа американско-турска фирма во името на владата на Северна Македонија. Меморандумот го подпише првиот вице-премиер Артан Груби. Поедноставено, меморандумот е прв чекор кон евентуален договор со оваа фирма за изградба на неколку автопатски делници во државава, но при тоа за изградба преку директен договор. Веројатно ќе има потреба од носење закон во парламентот, дали еден ќе видиме, без тендер, што би се рекло. Сега моето прво прашање е дали ќе го ставите на увид на јавноста меморандумот кој што е подпишан? Бидејќи досега не го видовме. Еве ќе одговорам и на тоа прашање. Сакам најпред да влезнам во одговорот во однос на состојбите кои што ги имаме по патиштата во државата и се она кое што ни се случува во изминатите години или децении во дел на изградбата на патиштата и по тоа што го гледам и го чувствувам дека нашите капацитети во државата во дел на проектирање на патишта, на вакви големи инфраструктурни објекти е доста скромен. Од друга страна и изградбата, градежништвото, нашите компании исто така имаат своји ограничени ресурси и капацитети, така што ние досега сме распишувале во многу постапки и преку меѓународни кредитори, донатори, грантови, како и да сме добивале типови на поддршка од страна и со домашни буџетски средства меѓународни постапки во кои што учествувале меѓународни компании, големи гиганти од Европа, каде што се случувало и тие компании да после одредено време, одредена изградба на одредена делница, да ја напуштат трасата и да имаме повторно арбитражи, судски процеси, постапки во кои што државата губи многу време, губи многу пари, кредитите треба да се враќаат и така натаму. Ја слушавме таа елаборација, но станува збор за јавни пари. Тоа мора да го имаме предвид. И тоа за пари кои што ќе одат веројатно над 1 милијарда евра. Ако тоа го гледаме низ призмата на процент од БДП, 10 и повеќе проценти од БДП, значи воопшто нема да биде за занемарување. Велам пари на даночните обврзници кои што секако дека мора да се трошат домакински и одговорно. Многу ни се тазе се уште прислушуваните телефонски разговори, па и еден судски процес кој што е во тек за така наречените кинески автопати, во кој што слушаме како владени представници преговараат, се договараат за провизија. И сега првата асоциација кога ќе се спомне договор во 4 очи со некоја фирма за таква енормна сума на пари е повторно корупција. Како ќе не убедите дека е подобро да се оди во договор во 4 очи отколку на тендер? Вака, значи,
овие аспекти кои што ги кажав, навистина покажале дека се случуваат проблеми во однос на тие постапки кои што се воделе, многу време, многу потрошена енергија, немаме јасно исцртани коридори, а ние сме транзитна земја на коридорот 10 и коридорот 8 кои што се вкрстуваат и не сакаме како влада да се доведеме во ситуација да тие коридори при некои идни поместувања бидат изместени во некоја друга траса и ние да бидеме заобиколени и да останеме како држава слепо црево. Апсолутно имаме право како влада да размислуваме на сите можни начини на изградба на патишта, при тоа недозволиво е да се влезе во постапки во преговарање во 4 очи, заради тоа што овде ќе бидат вклучени многу институции, многу експерти, стручни луѓе, консултантски компании, реномирани меѓународни компании кои што ќе работат на креирање на еден договор, најпрви на закон, а потоа и на договор, и тие двата треба потоа да завршат во собранието, каде што повторно ќе се отворат пред пратениците, пред опозицијата, ќе се разговара со сите страни и апсолутно не смее да има ништо скриено за да не се доведеме во ваква ситуација да се прават паралели кои што се за мене недозволиви. Во дел на кинеските, еве како што и нарекувате, случаеви, кредити и оваа ситуација. Ние денеска разговараме отворено. И влеговме во еден обид, досега склучивме само меморандум кој што е необврзувачки. Ќе се обидеме, сакаме да пробаме да го подобриме начинот и да креираме модел кој што е побрз и поефикасен. На кој што зборувате е како да сте решени дека сепак ќе продолжите во насока на договор. Ние во идниот период ќе се продолжи со изработка на најпрви на законот кој што ќе оди во собрание, со сите стручни аспекти, тимови од повеќе ресори, од повеќе министерства, правни тимови, транспорт и врски, труд и социјална политика, економија, од кај првиот вице-премиер Артан Груби, исто така правните тимови, за да цела влада, секој кој што има допирна точка со оваа работа, да влезе и да ги даде своите сугестии и мислења, доколку најпрвин искреираме добар закон кој што сметаме дека е окей и како една драфт верзија ќе влеземе и ќе разговараме со опозицијата, со невладини организации, со експертите луѓе кои што се поставени овде во државата и ќе го пуштиме во собрание. Тој закон може да помине, може и да не помине. Ако не помине, завршува постапката. Што е со цената? Сега, следниот чекор или третиот чекор е креирање на договор, кои што исто така ќе бидат вклучени експерти, меѓународни консултантски куќи, компании кои што ќе работат, ќе преговараат врз база на постоечките цени на креирање на договорот. Тоа е третиот аспект кој што ние инсистираме исто така доколку се постигне прво донесе законот, да потоа се оди на договор и договорот исто така пак да оди во собрание на гласање. Тогаш ќе биде повторно отворен пред јавноста, пред увид на пратениците и на крајот на денот пратениците може да одлучат дали се е државата подготвена да влезе во еден ваков нов модел или не. И заради тоа не прејудицираме и не правиме притисок. Овој концепт можеби ќе помине, можеби доколку некој од овие чекори или алки не се исполни, тогаш нема ни да продолжи. Оставам дека слушнавте дел од реакциите на дел од невладините организации кои што работат пред се во областа на антикорупцијата, на мониторингот на јавните набавки, како велат дека владата нема ни еден валиден аргумент со кој што ќе ги заобиколи механизмите предвидени во Законот за јавни набавки. Јас исто така разговарам со повеќе луѓе кои што се од сферата на транспарентноста работат во овие постапки и сакам да разговарам, сакам да ги вклучиме сите. Многу ми е важно мислењето заради тоа што не сакам да има ниту една дамка во однос на оваа постапка заради владата, заради тоа што сакаме да се обидеме да придонесеме, да не заобиколат транспортните коридори. Сепак имаме одговорност пред граѓаните да изработиме и да изградиме сериозни патни делници и транспортни мрежи кои што ќе бидат прифатливи за граѓаните и за државата. Инаку не го прифаќам тоа дека меморандумот не бил на увид, дека не можел да го добие никој, буквално на секој кој што ќе го побара може да го добие. Еве јас го носам вечерва, ќе го доставам и до вас на увид на јавноста. Тоа е меморандум кој што може да го види секој необврзувачки, но ова е еден начин да се обидеме да креираме едно подобро решение. Можеби ќе успееме, можеби не, но важно е да пробаме, заради тоа што не избрале граѓаните да носиме одлуки и решенија. Од аспект на јавен долг, тоа ќе бидат нови 10, 12, можеби 15% плюс на јавниот долг кој што веќе влегува во зоната на аларм. Вие пред 2 недели немавте јасен одговор за тоа како ќе се финансира сето ова, бидејќи станува збор за енормна сума
на пари за многу голема инвестиција. Дали е малку појасно сега или допрва тоа ќе се решава? Најпрвен, прерано е да се влезе во разговори во однос на тоа како ќе се финансираат овие можни инвестиции во дел на инфраструктурата, заради тоа што ние се уште немаме и креирани суми на чинење. Кога ќе имаме конечно одредени суми кои што ќе бидат како еден драфт договор, тогаш Министерството за финансии ќе влезе во барање на најповолните можни кредитирања или изнаоѓање на финансиски можности и средства за да се изградат овие патишта, така што ќе се дискутира и на влада и на собрание и на секаде и во јавноста. Министерството за финансии ќе го има таму клучниот збор како и на кој начин ќе се оди со финансирање на овие патишта. Што се опциите? Па има веројатно од финансии ќе кажат кои се најповолните во моментот кога ќе знаеме колку ќе биде задолжувањето, можеби ќе бидат одредени кредити, но еве јас да не прејудицирам и да не влегувам во нешто кое што не ми е ресор или за кое што е многу рано да говорам, сепак кога ќе имам некои појасни информации или ставови во однос на ова прашање од страна на владата, ќе бидам подготвен и да ја информирам јавноста. Кон средината на мај одите на партиски конгрес. Заев доби нов 4-годишен мандат. Вие своевремено бевте и подпредседател на партијата, сега сте член на председателството или на извршниот одбор, како се вика тој орган според статутот. Дали очекувате, имате некаква партиска амбиција? Во овој момент сум фокусиран и концентриран на обврските кои што ми ги дава ова големо министерство, едно од најголемите ресори, кои што бара многу енергија за да се подобрат сите овие состојби во однос на транспорт и врски и продолжувам да бидам активно вклучен секако и во позициите кои што ги имам во партијата. Од тој аспект јас сум растеретен, воопшто ниту досега, ниту од сега, ниту денеска имам некакви очекувања. Јас сум на располагање и на партијата и во однос на државата, на сите општествени функции кои што сум бил и до денеска, да дадам се од себе, така што моите очекувања се дека партијата ќе излезе и после овој конгрес уште посилна, подготвена за нови исчекори, нови големи победи, за да конечно државата ја исправиме на правиот пат, заради тоа што и досега ова кое што го направивме во овие неколку години апсолутно се гледа дека од едно затворено режимско општество денеска имаме отвореност, имаме транспарентност, имаме постапки кои што се целосно јасни и правци кои што ги движиме во насока на развој на државата и правецот секако кон евроинтеграцијските процеси. Почнуваат и корупцијски скандали да ја следат власта, па да видиме сето тоа како ќе продолжи и како ќе се развива. Како му оди на вашиот наследник во Штип според вашата оценка? Си одите ли дома често? Да, јас се враќам. Имате сега автопат, уствари 40 на минути е. Па да. Зависи како возите. Речи си секој ден се враќам заради и обврските кои што ги имам и таму, кои што имам одредени состаноци кои што некогаш ги организирам. Сега времето и полицискиот час малку ограничува, но често се враќам. Инаку да, ја следам работата и на мојот наследник, сметам дека добро е поставен и добро ги превзема врските, одговорностите и секако ги продолжува проектите кои што ги започнавме во претходниот период. Очекувам уште многу други проекти за доброто на граѓаните на општина Штип. Тоа ќе биде вашиот кандидат на следните избори? Или не е благој тој што се прашува? Секако дека кога ќе дојде ред за да се носат одлуки, јас ќе окажам своето мислење. До денеска мислам дека апсолутно коректно и добро ја обавува својата задача и очекувам наскоро кога ќе се отворат постапките за кандидатурите за градоначалници да имаме исто така отворени постапки. Јас секако ќе дам подршка за најдоброто можно решение за градот. Интересно е дека тој тренд на доктори во политика, особено во локална политика во Македонија, продолжува. Штип е еден таков пример. Актуелниот градоначалник е познат, активен, интервентен кардиолог, кој што сигурно им треба на пациентите, но еве реши веројатно поради својата популарност и амбиција да оди и во политика, и Штип не е единственото место каде што имаме таков пример. Се води таа дебата дали докторите треба да одат во политика или сепак треба да си останат таму каде што се. Ќе видиме како ќе продолжат и дали ќе продолжат тие трендови. Благодарам што бевте дел од 360 степени. Ви благодарам на поканата. Останете на Алсат, по паузата е саботажата.
Велосипедската патека во Тетово на некаков символичен начин ни ја покажува трасата по која земјава се движи низ својата кратка самостојна историја. И она што е особено интересно е дека препреките на патот, иако дословно, тој не е ниту добро, ниту докрај обележен. Не ги поставува никој друг, туку ние самите. И идеш ти по патека и сега кој ќе дојде до колата, каде ќе одиш? Мора ќе слезеш од, од 55 да скачиш, како да кажем, да излезеш на другата страна, па пак да се вклучиш во патеката. Таа потреба да се застрани која продуцира самата власт најпластично се забележува во центарот на државата. Обременет со хировитоста на водачите, наместо да се создадат сите предуслови да се релаксира, поради нечија отворена неспособност или скриена алчност. Важноста на темелните вредности на уставниот поредок не се рамни, туку индивидуалните права се ставаат пред оние на сите граѓани. Едно од уставните права е и хуманизација и здрава животна околина. Меѓутоа, на тие одредби од Уставот се гледа како на уставна поезија, додека на приватната интерес се гледа како основно човеково право. Не и тоа е основно човеково право. Затоа и фокусот наместо на државниот се дефокусира на навидум некакви лични интереси, кои се само проформа од потребната критична антикорупцијска битка со криминалот на белите јаки и се сместува во рубриката со која се удира единствено врз типичниот функционерски чалам, како продукт на провинцијскиот карактер. Еден министер може да потроши 1500 денари за поручек од човек, меѓутоа треба да има потврда за резервација, треба да има извештај за природата на состанокот на работниот ручек, треба да има име и презиме на секој од оние кои што биле на тој состанок и треба да има низа на документи кои што на крајот ќе одат во секторот за финансиски прашања за да биде одобрен и исплатен. Никој не прашал изгледа ниту видел колку само ручеци има изедено непроверената набавка на софтвери на Рашковски, ама затоа ќе се зверат во кафеанските есапи. Но и тоа би можело да биде проблем, со оглед на јазичните пречки кои се појавуваат дури при најобична потреба да се прочита SMS нотификација. Господинот полицаец, што прима редовна плата, ми рече дека не знаел да ја прочита пораката. Може не знае латиница. Веројатно се работи за провокација предизвикана од присуството на објективи, бидејќи во нивно отсуство ништо не изгледа така како што се представува на малите екрани. Оние кои имаат неверица можат да чујат каков е навистина амбиентот, онаму каде според впечатокот толку силно се вкрстуваат копјата. Напнати се координацијата или? Нема зашто причина да бидат напнати. Не се напнати затоа што нема камери таму. Вообичаено кога излегуваме горе пред камерите, тогаш се представува некоја друга слика. И на крајот, кога насетат таа слика уште па некои се обидуваат да и тураат и инсигнии. Ама види, знаеш што е Коце Трајански со Шилегов? Принцот од Велс. Не, Боже, почина човекот. Не, принцот не почина. Принцот од Велс е Чарлс. Чарлс, се извини, ги мешам ти кралските. Ако се сведочи врз основа на апострофирањето и контекстот со улогата на велшанецот, тогаш тешко дека може да се стави паралела за неа како добро пророштво за политичката еднина. Бидејќи реално, таа не се третира ниту како алтернатива, а уште помалку како отворена перспектива. Толку за вечерва, се гледаме в понеделникот 22. Пријатно.